Почитувани, нема лек за обсесијата на Никола Груевски со Бранко Црвенковски. Досега премиерот во своите јавни настапи го спомна Бранко Црвенковски 19.893 пати. Како што тргнале премиерот и циркузантите од ВМРО ДПМН, нема да не зачуди ако во предизборната кампања оваа бројка се дуплира. Последната подмолна и лажна теза која Груевски ја пласира е дека наводно председателот на СДСМ се плаши да се соочи со него и затоа на изборите според него ќе се обиде да ја префрли одговорноста на некој друг. Нема никаква дилема дека кога го обвинува Црвенковски, Груевски всушност се опишува самиот себе. Аргументите за ова се безбројни, еве некои од нив. Груевски досега нема прифатено ниту едно ТВ соочување со било кој политичар. Ако го прашате Груевски за криминалите на владата на ВМРО ДПМН од 1998 до 2002 година, каде беше омилениот министер на Љупчо Ѓоргиевски, виновни се сите други, освен него. Купените станови во кои живее Груевски ги стави на името на својата мајка. Груевски бара транзициони политичари на друга адреса, а всушност ситуацијата е следната. Како министер за трговија подпишувал писма за приватизација на ОКТА, а одговорноста се обидува да ја префрли на други, затоа што тогаш не присуствувал на седницата на владата. Како министер за финансии, Груевски ги приватизираше Телекомот, националната платежна картичка, со која раководеше неговиот браточет. Груевски го подпиша и Фесал 2 аранжманот, со кој стави во стечај или ликвидираше 30 фирми, заради што 35.000 луѓе останаа на улица. Веќе 6-та година Груевски бега од решение за спорот за името, а одговорноста, како по обичај, е пак кај некои други. Господине Груевски, вашите трикови се провидни. Цело време бегате од одговорност за сите најважни одлуки за иднината на државата, а огромната портокалова пералница на пари функционира како саат. Бидете сигурни, ниту на 5 јуни, ниту после нема да може да избегате од одговорноста за вашите погубни политики и огромниот криминал со кој ги поценивте и осиромашивте граѓаните. Казната ќе ве стигне. Благодарам и доколку имате прашање, ве поканувам да поставите. Поведете. Видете, СДСМ во моментов е партија со која повеќе политички партии разговараат. Не би легувал во детали, отворени се можностите за коалицирање со многу политички партии. Конгресот на СДСМ ќе се одржи во законски утврдениот рок. Според статутот на СДСМ, кандидатите за пратеници и изборната програма ја усвоила Конгресот. Изборниот законник вели дека листите треба да се дадат до 5 мај на полнок, што значи дека тоа е крајниот рок во кој би се одржал Конгресот на СДСМ. Да, повелете. Не, можам да кажам дека она што е партиска позиција е следната, дека органите на партијата на оние настани на кои веќе претходно ме прашувавте и изборувавме, ќе го дадат предлогот на СДСМ за премиер на идната влада. Веќе ви кажав, Груевски смета дека за се зашто него бива, виновен е некој друг. Тие во Советот за радиодифузија имаат толку многу партиски војници што ги инсталира, така да апсурдно е да се смета дека СДСМ може нешто да им подметне или да направи. Можам да речам дека за нас, како што истакнавме и во минатиот период, прифатливо е се што ќе направи Груевски, СДСМ ќе биде на 5 јуни
на изборите и на 5 јуни оваа влада ќе си замине од власт заради доброто на граѓаните на Република Македонија. Ако нема повеќе прашања, ви благодарам.